Гласници на надежда. Глава 13. Суштината на вистината. Толку многу работи денес имаат етикета на вистина, но содржат грешки. Затоа мора да ја разликуваме вистината и грешката. Како можеме да сме сигурни дека ја имаме откриено вистината? Секој сака да ја открие вистината. Мислам дека само лишаните можат да уживаат во грешката. Сите ние ја сакаме вистината. Суштината на вистината може да биде испитана во Евангелие по Јован, 3 глава, од 31 до 36 стих. Кој доаѓа од озгора над сите е, кој е од земјата, земене и зборува земски. Тој сведочи за она што видел и слушнал, но никој не го прима неговото сведоштво. Кој го примил неговото сведоштво, потврдува дека Бог е вистински. Затоа што оној кого Бог го испрати, говори Божји зборови, бидејќи Бог не дава дух со мерка. Таткото го љуби синот и се предаде во неговата рака. Кој верува во синот, има вечен живот, а кој не се покорува на синот, нема да види живот, туку Божјиот гнев останува врз него. Јован Крстител го поставува тестот што треба да го примениме за да не бидеме измамени. Ние сакаме да ја знаеме суштината на вистината. Првиот испит доаѓа од изворот. Јован предложи дека има две можности од каде доаѓа вистината. Може да дојде од земјата, кој е земски. Ако има, тоа е само хуманистичкото што го прави човекот мерка за сите нешта. Кој е од земјата земене и зборува земски? Јован Крстител кажа: тогаш постои друга можност. Информациите да доаѓаат од небото. Тоа е од горе. Тогаш тоа ќе биде божествена вистина и можеме да бидеме потполно сигурни дека таа е всушност вистинската вистина. Тоа воопшто нема да се меша со грешка. Сега овие два изговори на некој начин можат да бидат поврзани. Тоа што е изразено од небото е поврзано со земјата, затоа што Бог не имал во мислите. Ние сме суштества на земјата. Кога Бог зборуваше, тој зборуваше со нас во неговите мисли. Иако овие два извори се поврзани, сепак не се исти. Затоа мора многу внимателно да го тестираме изворот на она што се предлага да биде вистина. Ако доаѓа од небото, може да сме само уверени, да сме сигурни дека ја имаме вистинската вистина. Тогаш Јован Крстител рече: постојат два одговора на изворот на вистината. Прво, тој кој слушнал и видел сведочи за тоа што видел и слушнал. Тој носи сведоштво за вистината. Тоа се два валидни начина на учење: слушнал и видел. Оној кој ја има слушнато и видено божествената вистина, го носи сведоштвото на таа вистина. Оние кои го примија ова сведоштво, можат да се сигурни дека Бог е вистина. Тогаш има и друг одговор каде Јован Крстител ни спомнува дека има и такви луѓе кои нема да го примат неговото сведоштво. Со други зборови, тие се свртуваат од доказите. Одговорот на вистината е заклучен во градите. Многу цврсто се врзува за волјата на човекот. Ти можеш да одлучиш да ја примиш небесната вистина или ти можеш да одлучиш да ја отфрлиш небесната вистина. Според Јован Крстител има два извора од каде информациите можат да дојдат. Едниот извор е од земјата, другиот извор е од небото. Сите информации морат да се испитаат како и изворот. Ако доаѓа од земјата, тогаш внимавај. Има и втор тест, испит, кој доаѓа од духот. Повторно има две идеи. Едната е поврзана со Бог. Кажано ни е дека Бог е вистина. Ова е многу важно размислување, бидејќи се занимава со самата природа и карактер на Бог. Во неговата најдобра личност, начинот на кој не може да ги измери или да го разбере тоа дека Бог е вистина, духот ни сведочи за тоа. Тука ја имаш идејата за Божјата личност. Тој е вистина, апсолутна вистина, без никаква мешавина на грешка или лага. Другата област е зборот Божји, што се користи како во множина, Божји зборови. Сега има директна врска помеѓу вистинскиот Бог и неговите зборови. Неговите зборови се откриени во Библијата. Овие две идеи се многу, многу важни. Божјата природа и Божјиот збор. Тие се тогаш две афирмации.
Првата, јас верувам дека Јован Крстител ни кажуваше дека има одреден стандард според кој го правиме нашето мерење. Тој стандард е печатот на Бога. Втората афирмација зборува за безграничната мерка на духот. Гледате, за да се фатиме за суштината на вистината, секоја идеја и афирмација мора да бидат тестирани од духот. Тогаш има трет тест кој доаѓа од Синот. Ова писмо познава два начина. Тие се многу остро спротиставени. Едниот е да се верува. Оној кој верува во Синот има вечен живот. Тоа, мој пријател, е многу едноставно. И мило ми е да ти кажам дека е можно. Бог не создаде на таков начин да веруваме и тој не создаде на таков начин дека верувањето е основно. Така, Јован Крстител ни кажа дека оној кој верува, оној кој оди на тој начин, ќе има вечен живот. Тоа е еден начин. Другиот начин е начинот на неверување. Тој изјави, оној кој не верува во Синот. Постојат два начина. Едниот е начин на верување, другиот е на неверување. И двата се можни. Исто така има и два резултати. Резултатот кој доаѓа од верување е вечен живот. Резултатот кој доаѓа од неверување е гневот Божји. Овие две се многу блиску поврзани со Синот, затоа што Јован Крстител ни кажа: оној кој ќе верува во Синот ќе има живот вечен. И оној кој не верува во Синот нема да има живот вечен. Всушност, гневот Божји престојува врз него. Така да секој мора да ги тестира своите верувања од Синот. Сите гледаме на Јован Крстител како на претходникот или најавувачот на Месијата. Тој рече дека има три теста кои мора да се направат, за да бидеме сигурни дека ја имаме вистината. Мора да го тестираме изворот, дали е небесно или пак е земно. Мора да го тестираме со духот кој директно е поврзан со личноста и Божиот збор. Мора да го тестираме од Синот, за резултатот да биде вера и вечен живот. Забележи како тој го става толку добро. Тој кој верува во Синот ќе има живот вечен, и тој кој не верува во Синот нема да види живот. Божиот гнев престојува врз него. Каде си ти? Татко наш небесен, благодарни сме дека Твојот збор е толку јасен. Благослови го мојот пријател и мене, додека го поучувам на ова. Се молам во името на Исус. Амин. Гласници на надежда.